Историската комисија, која што беше формирана помеѓу експерти од Бугарија и експерти од Македонија, кои што требаше да договараат која ни е заедничка историја, конечно излегува со првите одлуки кои што ги донале во 2019 година. А вчера, согласно договорот, беа објавени и на сајтот на Министерството за надворешни работи. За сите овие договорени работи за 2019 година, бугарските историчари ликуваат дека ова е прва победа на Бугарија, додека македонските историчари, академици, научници се гласни и негодуваат дека сето ова непотребно е завиткано во бугарски целофан и во корист на Бугарија. Непотребно затоа што за сите овие работи кои што се договорени веќе постојат прифатени историски факти и нејасно е зошто членовите од македонската страна на историската комисија прифатиле вакви формулации. Но да одиме со ред што се е договорено според овој документ кој што веќе беше објавен на сајтот на Министерството. За Свети Кирил и Методи. Иако се знае во светот дека Свети Кирил и Методи биле во времето на Византија и за Византија работеле, во овој документ кој што е договорен помеѓу членовите на комисијата е потенцирано само следново: дека Свети Кирил и Методи, нивните дела се сочувани и развивани во книжевните центри Преслав и Охрид, кои тогаш се наоѓале на територија на средновековна бугарска држава. Значи не е битно каде работеле, не е битно кога започнале да работат, битно е што делата, нивните дела отпосле биле чувани на територија која што тогаш била средновековна бугарска држава. И уште додава дека таму нивните ученици наоѓаат услови за работа. Ова е непотребно потенцирано, а непотребно е избегнато дека во време на Византија овие просветители ја работеле својата работа. Зошто? Нејасно е. Комисијата прифатила апсолутно едностраниот поглед на бугарската национална историографија за сметка на негирањето на македонскиот научен поглед, што повторно ќе кажеме апсолутно неприфатливо и нема да биде одржливо, бидејќи станува збор за неколкумина колеги историчари, како што кажав, кои што не се експерти од средновековието. Родени се во Солун. Знаете ли каде биле бугарите тогаш? 814-815 е подпишан 30 годишен мир меѓу Византија и Бугарија. На Бугарија е отстапена само Сердика, денешна Софија, и границата е северно натаму за Витош. Јужно од Софија бугари нема никаде. Како тогаш овие што се родиле во Солун 810-та или 825-та се бугари? Македонските професори уште потенцираат дека ова не е точно од ниту еден аспект, а дури и во историско, воен, политички контекст. Нивната мисија била и антибугарска, затоа што пред да почне Моравската словенска просветителска мисија, ханска Бугарија воопшто го немала прифатено христијанството. А како франечки воен сојузник, таа дури била директно во војна со Византија и посредно со западнословенските кнежества во Моравија. Во овој контекст, како е можно Свети Кирил и Методи да се толкуваат како бугарски словенски просветители, а Кирило-Методиевската старословенска писменост и книжнина како старобугарска? Ова го вели професорот доктор Илија Велев. Понатаму за Свети Климент Охридски. Она што го има во овој документ, што копа очи според професорите и историчарите, е дека се вели дека по Велико-Моравската мисија Свети Климент е прифатен во средновековната бугарска држава. Околу 886 година е испратен од кнез Борис Михаил во областа Кутничевица, каде што како просветител и творец ги положува основите на Охридската книжевна школа. Околу 893 година по наредба на бугарскиот цар тој е испратен да ја шири ова своја школа и да го пренесува своето знаење на други ученици. Што е овде проблематично? Проблематично е што Свети Климент во 856 година, велат историчарице, како христијанин го остава световниот живот и оди во манастир. Ова е 9 години пред Бугарија воопшто и да го прифати христијанството. Делот дека некој бугарски цар само го испратил во 863 година, тој веќе бил во христијанска мисија во Моравија, дури во 865 година Бугарија го прифаќа христијанството. Непотребно е потенцирано само овој дел од кого бил испратен и може да се толкува многу лошо, велат историчарите. Во делот за Свети Наум Охридски, во овој документ стои дека делото на светите браќа Кирил и Методи било продолжено од нивните ученици, меѓу нив е спомнат и Свети Наум, и во овој документ стои дека
тој пристигнал во средновековна Бугарија и е еден основоположниците на Плисковско-Преславската книжевна школа, а околу 893 година е испратен од цар Симеон во Охрид, каде што ја продолжува просветителската дејност на Свети Климент во Охридската книжевна школа и гради манастир на брегот на Охридското езеро, кој денес го носи неговото име. Ова е исто така проблематично според историчарите, затоа што се потенцираат само работи кои што одговараат на бугарската страна. Сите интерпретации кои што тука ги имаме, апсолутно не се во духот на научната мисла, туку се подредени на политичките агенди. Следно што е договорено во овој прв документ е за цар Самуил и овде е потенцирано дека тој е владетел на голема средовековна држава која што поголемиот дел од современата историска наука ја смета за бугарско царство со центар во територијата на денешна Република Северна Македонија. Историчарите потенцираат дека ова не е сосема точно, затоа што кога бил цар Самуил, во тоа време веќе постоело друго бугарско царство и Бугарија имала цар. Не може да постојат две бугарски царства, но ова не е потенцирано во документот. Потенцирана е само бугарската страна, бугарската верзија на гледањето. Јас би рекол дека политиката капитулирала, меѓутоа не науката, затоа што комисијата не е репрезент на научната фела во Република Македонија. Дали владата ќе ги прифати сите овие препораки од комисијата? Ќе видиме, меѓутоа сега останува да се договараат неофицијално во септември ќе биде другиот состанок, да се договараат за 19-тиот и 20-тиот век. Нашите историчари и членовите на комисијата велат дека тука ќе биде најтешкиот дел, но дека потоа ќе мора Бугарија да се соочи со нејзиното мрачно минато, односно со делот каде што ќе нема каде да избега, но според она што до сега се случува и како се одвиваат работите од протоколот, па сега се и до овој прв документ на комисијата за соработка со Бугарија, работите некако им одат во прилог на бугарите.